Колку долго траат преговорите за членство во Европската Унија и дали навистина е реално Западен Балкан до 2030-та да стане дел од Унијата? Ова особено се однесува на Северна Македонија и Албанија кои се на почетокот на преговарачкиот процес. Знаете ли дека со завршувањето на преговорите државата не станува веднаш членка на ЕУ? Накратко да се осврнеме на тоа како течат преговорите, колку години преговараа балканските држави кои веќе се дел од европското семејство и колку години преговараат оние кои се уште се надвор од Европската Унија. Од 2020 година преговорите се поделени во 6 кластери. Започнуваат и завршуваат со теми како владење на правото, демократските институции, јавната администрација и економијата. Многу работи зависат од тоа колку државата е подготвена да преговара. Откако ќе завршат преговорите, следува ратификација на договорот за пристапување од страна на сите земји членки и вообичаено референдум во земјата кандидат. Дури потоа договорот стапува на сила. Сега и задолжината на преговорите. Хрватска преговараше 6 години, но на ратификацијата од земјите членки и референдумот во Хрватска беа потрошени уште 2 години. Преговорите на Словенија траеа 4 години, но словенците станаа дел од ЕУ 2 години откако тие ги затворија поглавјата. Бугарија исто така мина низ 4 годишен период на преговори, а влезе во ЕУ заедно со Романија 3 години потоа, откако исполнија дополнителни задачи во борбата против корупцијата и криминалот. Доаѓаме до Србија, земја која преговара од 2014-та, односно веќе 9 години, чии преговори од 2019 до 2021 беа во целосен застој. Црна Гора е регионален рекордер. Преговорите на оваа земја започнаа во 2012-та и траат цели 11 години.